сите и добре дојдовте на мојот канал. Речиси неколку недели, речиси еден месец немам снимено ниту постирано тука на YouTube. Тоа е предолго време и еве се враќам после неколку недели, после еден месец со еден одличен роман, а тоа е романот Хотел Вартбург од Зоран Жмирич. Зоран Жмирич е хрватски писател, немав читано ништо досега од него. Има уште еден друг познат роман Блокбастер. Ова е едно поново издание, превод од хрватски на издавачката куќа Муза, преводот на Игор Станојовски. Со задоволство го прочитав романов, многу ми се допадна и одлучив да ги споделам моите впечатоци. Знаете некогаш кога ќе видам дека некој роман е пишуван во форма на епизоди и наликуван на кратки раскази кои што биле така ставени на купче, некогаш знам да бидам скептичен во врска со тоа, затоа што некогаш тоа може да ни дава впечаток дека писателот или писателката биле мрзливи и едноставно собрале неколку, не сакале да издадат збирка раскази, собрале такви раскази на купче, некако има некаква поврзаност, блага поврзаност и тоа нели треба да биде наречено роман. Некогаш тоа функционира и скепсата не е оправдана. Мислам дека тука тоа функционира во овој роман затоа што е така напишан во епизоди, кратки епизоди, речиси како кратки раскази. Може да го наречеме билдингсроман, роман на растењето, на созревањето. Нараторот нели раскажува за својот живот. Растењето во 70-тите и 80-тите години во Риека, во една работничка населба, каде што многу луѓе живеат во тие многу висококатници, живеат со својата мајка, татко и сестра. Меѓутоа уште на самиот првото или второто поглавје, всушност има еден пролог и потоа доаѓа нели првото поглавје и вака почнуваат првите реченици. Што ќе ни е толкава кола? Прашува старата моја, додека во домашна наметка и папучи стои пред нашиот влез и вчудовидено зјапа во стариот. Се притискам во неа, држејќи ја за рака. Денот е сончев, небото е јасно и чисто. Пред нашата зграда, една од пепелаво сивите и безлични бетонски кутии во населбата, стрчи паркиран циновер црвен Вартбург караван. 2 метри лим и 5 метра дим, се смее стариот мој и звечка со клучевите. Уште на самиот старт прикажан ни е, сцената се појавува веројатно главниот лик и централниот лик во овој роман, а тоа е еден црвен Вартбург караван. За тие што не знаат, тоа е еден автомобил што се произведуваше источно германско производство, една долга, голема кола, всушност тука е караван, затоа е голема, и тоа гласна кола и што испушта чад позади себе, и таткото е горд на тоа, и таткото гледаме дека еден можеби типичен човек од работничката класа од тоа време, доселен од Босна и Херцеговина, е тврд човек, значи не изразува емоции, дома се расправа, кога ќе има расправа, излегува од дома, ќе побегне. И тоа во центарот на како што созрева, како што расте раскажувачот, во центарот на сето тоа, освен тој караван Вартбург, е прикажен и односот меѓу таткото и синот. Однос кој што е можеби конфликтен некогаш, однос кој што е комплексен, не е едноставен, и како што поминува времето, таткото едноставно, како што сметам дека е представник на цела генерација на татковци и на родители од тоа време кои што не искажуваат емоции, кои што уште од млади мора да се снаоѓаат и да работат и така натаму. Тоа го кажува и Зоран Жмирич всушност во едно интервју, и едноставно нивниот однос станува се покомплексен, па кога таткото сака да разговара за нешто сериозно, па ќе влезат во Вартбургот и ќе вози и ќе му одржи некаква лекција на синот. Во сето тоа, мислам дека Зоран Жмирич, иако раскажува за едно време кој што е минато, не го прави тоа со некаква носталгија за како било порано, кога било добро, па сега нешто не е добро, туку на многу еден, да не речам и наивен, лесен начин, низ такви епизоди, анегдоти, ја доловува комплексноста на односот меѓу таткото и синот, и како што поминува времето, тој однос станува малци потежок и потежок,
И тука секако како контратежа можеби на тоа го гледаме ликот на мајката. Мајката која што секогаш балансира, мајката која што ќе застане помеѓу мажот и ќе застане помеѓу синот и таа тензија ќе проба да олабави, на некогаш со тоа што ќе проба ќе се обиде да го расположи мажот или да му каже да не се зема премногу сериозно или да го остави детето на мира и така натаму. И тоа е еден приказ на едно семејство или сестрата која што му е миленица, која што му е едноставно таткото ја фаворизира и му е на некој начин ја повеќе разгалува отколку синот. И мислам дека првото нешто всушност што ми дојде на ум кога го прочитав романов, си помислив како би било кога некој од друга земја, во сосема различна култура би го читал овој роман. И знам дека кога зборуваме кога читаме романи во литературата, најчесто на најдобрите романи, најчесто се романи кои што се занимаваат со универзални теми кои што може да ги пречекоруваат границите, едноставно да ги пречекоруваат културите и да може човек во некаква си далечна култура која што не е слична со нашата да се поистовети. Можеби тоа нема да биде copy-paste ситуација, меѓутоа односот помеѓу таткото може да биде препознаен и човек да се препознае во тоа, и тоа многу често носи, како што Лидија Димковска кажа на Bookstart сега во разговорот што го имавме кога зборувавме за која е утехата на литературата. Таа рече дека утехата е кога ќе се препознаеме, дека кога ќе се препознаеме во некој роман, во некакви ситуации, и тоа ни ја нуди таа утеха. И мислам дека мене секако ми зборуваше на тоа ниво овој роман. Имаше едно огромно препознавање. Можеби и сега тука секогаш е прашањето дали јас сум сега пристрасен затоа што и ми се допаѓа романот затоа што сум живеел во слично време и сум доживеал некои од тие моменти, па затоа ми се допаѓа романот, или има некој друг квалитет кој што го нуди овој роман, кој што го прави поуниверзален и едноставно ни дозволува да го препорачаме за читање. Јас мислам дека е второто, не мислам дека е само препознавање, личното препознавање на ситуации, и би рекол дека она што, ако можам да зборувам за она што можеби најмногу ми значеше во овој роман и што е најкомплексно, а тоа е дека таткото во овој случај, таткото не е негативец, толку колку што е трагичен лик. Човек кој што го прави едноставно она што знае да го прави, кој што ако не знае да изрази емоции, тоа е најчесто затоа што и неговите не изразувале емоции спрема него и нивниот однос бил комплексен. И во таа смисла да, тоа е еден трагичен лик, меѓутоа она што е дилемата или прашањето што се отвара на крајот на овој роман, тоа е дека кога таткото, нели, на крајот на романот таткото ќе умре и од подоцна излегуваат приказни од страна колку всушност бил пожртвуван тој и колку пати со тој црвен Вартбург бил подготвен да им помогне, да им пренесува нешта, да ги носи на лекар, да помага, да прави секакви нешта кои што можеби семејството не ги знаело. И на крајот на краиштата ова е роман кој што и е роман за простувањето, би рекол, затоа што и секогаш кога ги знаеме слабостите и на нашите родители, на нашите најблиски, сепак на крајот дали ќе дозволиме и оние нешта што ни ги сгрешиле, зборуваме сега, не зборуваме за екстремни случаи, меѓутоа нештата кои можеби што ни ги сгрешиле или дали не запоставиле или не биле праведни спрема нас, можеби во однос на нашите браќа или сестри, дали на крајот на денот ние може да ги едноставно да им простиме на тие луѓе, да ги ослободиме од и да се на тој начин ослободувајќи се и од самите од товарот кој што го носиме, ако одлучиме едноставно да го задржиме тоа да не им простиме. И тоа го прави романот убав. Од една страна е лесен за читање, од една страна има и комични ситуации, има и хумор, се раскажува за растењето на едно дете од својата 6-годишна возраст до, не знам, своите рани 20 години, созревање, почнување да се свири гитара, па бенд, па концерти и така натаму. Сето тоа прикажано низ комплексниот однос со таткото и односите во семејството. Од друга страна,
поставува прашања и во целиот тој однос, каков на крајот ќе биде нашиот одговор и каква ќе биде нашата реакција, како што треба да одлучи самиот главен лик во овој роман. Значи, нема да должам повеќе за Хотел Вартбург, еден роман кој што би го препорачувам, нема да сгрешите ако го прочитате, а се гледаме со наредно видео, ветувам дека нема толку време да се чека на наредното видео. Ако ви се допаѓаат овие видеа, стиснете like and subscribe, да. Лайк на видеото, subscribe и може да стиснете и на звончето. Чувајте си и се гледаме со наредното видео. Чао!